Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Првите луѓе на САД и Кина на директна средба во Вашингтон бараат начин за надминување на напнатоста во односите на двете најголеми економски сили. Следат најновите вести. Кинескиот председател Ху Џинтао пристига вечерва, а за утре е планирана главната средба со председателот Барак Обама, пошто ќе следи свечена вечера во Белата куќа. Џинтао потоа ќе замине за Чикаго, каде ќе се сретне со група бизнисмени. Кина неделава веќе најави 600 милиони во трговски договори со американски компании, а можни се и други. Во понеделникот, тројца законодавци од Демократската партија поднесоа легислатива да се изврши притисок врз Кина, реално да ја вреднува незината валута. Сопругот на застреланата конгресменка Габриел Гифордс, астронаутот Марк Кели, вели дека незината здравствена состојба е подобрена. Таа дури му дала 10-минутна масажа на вратот со прстите. Во интервју за телевизијата ABC, Кели рече дека е подготвен и да се сретне со родителите на 22-годишниот Джаред Лафнер, кој го изврши вооружениот напад пред речиси 2 недели за време на јавен собир во Тусон, Аризона, кога загинаа 6, а беа повредени 14 лица. Според анкета на ТВ мрежата ABC и весникот Вашингтон Пост, големо мнозинство американци го одобруваат начинот на кој председателот Обама реагирал на настанот во Аризона, но се поделени за улогата што заострената политичка реторика имала врз вооружениот инцидент. Речиси 80% од испитаниците го одобриле повикот на председателот за поцивилизирана политика по нападот. Законодавците во Представничкиот дом денес треба да продолжат со дебатата за укинување на законот за реформа на здравствената заштита, што беше донесен по иницијатива на председателот Обама. Републиканците се решија на ваков чекор веднаш откако месецов ја преземаа контролата во Представничкиот дом, но гласањето по резолуцијата што требаше да се случи минатата недела беше одложено поради инцидентот во кој беше повредена демократската конгресменка Габриел Гифордс. Резолуцијата се очекува да мине на гласањето закажано за среда. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Американците во исчекување дали новиот состав на Конгресот ќе најде заедничко решение по бројни горливи прашања. Веќе беа исцртани партиски линии по најавата на републиканците кои сега се мнозинство во Представничкиот дом, дека ќе работат на поништување на законот инициран од председателот Барак Обама за реформи во здравството. Со тоа што ниту една од двете главни политички партии во САД не е во состојба целосно да оствари својата агенда и не е подготвена на компромис за клучни принципи, продолжува закоченоста во американскиот политички систем. Последните 2 години во Сенатот беа поднесени повеќе процедурални потези за блокирање на легислативи отколку во 19-тиот и 20-тиот век заедно. Норман Орнстейн е искусен политички аналитичар. I've been in Washington for 41 years. Во Вашингтон сум 41 година и будно ја следам политиката во Конгресот. Досега немам видено вакво нешто. Обама го започна председателскиот мандат ветувајќи консензус и промена на честопати токсичниот политички тон во Вашингтон. Но повеќето од неговите легислативни успеси се случија во услови на речиси едногласно противење на републиканците, проследено со едни од најжестоките реторики со децении. Па сепак, минатогодишната седница на Конгресот по изборите даде доза на надеж. Демократите и републиканците најдоа заедничко решение за спорните фискални прашања и усвоија даночни олеснувања. Но републиканците во Представничкиот дом велат дека имаат мандат од гласачите да ја спречат или преиначат агендата на Обама, вклучувајќи ја и реформата на здравствената заштита. Ова е републиканскиот конгресмен Фред Аптон од Мичиген. Ќе ја растуриме оваа мерка парче по парче, се додека не се распадне. Не така брзо, вели лидерот на демократското мнозинство во Сенатот. Републиканците треба да разберат дека законот за реформи во здравството нема да биде укинат. Останува да се види дали оружениот инцидент во кој тешко беше повредена конгресменката од Аризона Габриел Гифордс ќе има трајно влијание на националниот политички дискурс, ќе ја намали ли жестоката реторика и ќе создаде ли поголем простор за компромис.
Кризата во индустријата на домување само покажа колку многу американци има домови преголеми за нивниот буџет. Тоа може би е причината што расте интересот за помали домови, многу помали. Погледнете. Уште како дете, Джей Шейфер не бил љубител на големи домови. Особено кога секоја недела со сестра ми ја чистевме куќата во која живеевме. 370 квадратни метри. Тоа е причината зошто Шейфер сега ги дизајнира малите куќи од марката Tumbleweed. Колку повеќе работи имам што не придонесуваат да бидам среќен во животот, толку повеќе треба да работам. Затоа се ослободив од сите мои непотребни работи и живеам само со онаа што ме прави среќен. Со децени Шейфер живеел во овој дом од 9 метри квадратни кој има тоалет со туш, кујна и спална во поткровието. Кога се оженил, земал поголем дом. 5 пати поголем од претходниот, но затоа речиси 5 пати помал од типичната американска куќа. Преку 300 лица прешле на помал дом, користејќи го дизајнот Tumbleweed на Шейфер. Цената за една ваква куќа, не сметајќи ја цената за земјиштето на која е поставена, е околу $50,000. 1/5 од цената на просечниот американски дом. Джуелс Халпейн само што се вселила во домот од 16 метри квадратни, што го изградива со партнерката Моли Халпейн. Да, мал е, но таков треба и да биде. Не прави среќни. Националното здружение на градежни компании јавува дека во 2009 новите домови во просек биле за малку помали од оние изградени минатите години. Мал, но сладок дом можеби ќе биде најновата популарна работа во Соединетите Американски држави. А утре во Newsflash каква порака испраќаат женските солзи за мажите? Научниот одговор на ова прашање може да ве изненади. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash, повеќе од тага. Според најново истражување, женските солзи го намалуваат сексуалниот нагон кај мажите. Гледајте утре во Newsflash. Тоа е се за ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а од студиото во Вашингтон јас сум Јулија Велковска. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.